Ова година ХОПС Опција за здрав живот Скопје ја организираше по трет пат летната школа за зависности од дроги. Причината зашто ја организираме оваа летна школа е тоа што во Македонија недостасуваат стручни кадри кои би работеле на оваа поле. Пред се затоа што во Македонија не постои катедра за адиктологија, а и во рамките на постоечките факултети кои што создаваат кадри за работа на оваа поле, во курикулумите во многу мала мера се изучуваат програмите за зависности. Од тие причини се решивме да ја организираме летната школа и да ги повикаме младите стручни кадри од неколку факултети, пред се од социјална работа и социјална политика, медицина, факултетот за безбедност и криминалистика, правен факултет, како и психологија. И целта всушност беше да ги едуцираме за сето она што е најново во областа на зависностите, меѓутоа и на некој начин да ги атрактивизираме да работат на ова поле. Покрај теоретските знаења кои што ги здобиваат учесниците на оваа летна школа, имаат шанса да ги посетат и дел од програмите кои што се одвиваат во градот Охрид, каде што се одржува летната школа. Беше организирана посета во Дневниот центар за лекување и превенција од зависности, каде што се дистрибуира субституциона терапија со метадон. Го видоа и Дневниот центар за рехабилитација и ресоциализација на корисници кои употребуваат дрога. Понатаму ја посети и програмата за намалување на штети, која што е во склоп на Сдруженијето опција од Охрид, каде што може практично да видат како се спроведува една програма за намалување на штети. Тука беше многу присутна интеракцијата со нас како учесници од страна на организаторите и од предавачите. Тоа за мене имаше голема улога, бидејќи не беа тоа сувопарни предавања кои често знаат да бидат и досадни и монотони. Туку цело време ние бевме вклучени во дискусијата, дававме своји предлози, мислења, искуства споделувавме. Многу ми се допаѓаше непосредниот пристап од страна на предавачите. Значи воопшто не ги доживеав како авторитет или така натаму, тотално беа приемчиви и достапни за нас. Неформално го праќаа времето со нас. Она што на мене ќе ми остави најголем впечаток од летната школа и што мислам дека за секојаш ќе ми остане врежано во сеќавањето е посетата на Дневниот центар за рехабилитација и ресоциализација во Охрид, затоа што онаа теорија која што ја учиме на летната школа до некаде и претходно има познавање од тоа, меѓутоа никогаш со свој очи нема видено како изгледаат тие центри. За време на летната школа се обработува повеќе актуелни теми, како што се актуелната состојба, односно бројот на лица кои што употребуваат дроги во земјава и во регионот. Значи немав поим за тоа како се движат бројките на зависници, бројките на ХИВ позитивни, на хепатит С позитивни, така што сега се здобивме со еден поширок круг на знаење од областа на тоа како се движат бројките во Македонија и во светот, кои се законите за поврзани од страна на Министерството за внатрешни работи, како се третираат оние кои што ќе бидат фатени со одредена доза. Тоа ми беше интересно и не го знаев. Потоа психосоцијалниот аспект, видови на третман, новите видови на третмани. Вчерашниот ден многу ми се допаѓаше за правните аспекти, колку погрешно се осудувани, законите воопшто не ги знаат. Значи дека употребата на дрога не е кривично дело, туку препродавањето, нудењето на дрога и уживателството на други на јавни места. Аз сме сведоци колку се осудуваат неправедно. Тоа ми беше еден момент кој навистина ми изненади. Втор момент кој ми изненади беше какви се другите, што е со состојбата на други во затворите. Бев изненадена дека таму ја нема програмата за намалување на штети, а таму е клучна да ја има, бидејќи во тие услови најлесно може да се добијат преносливи болести и така натаму. Го навршувам крајот на првата година од специализацијата по психијатрија, така што сметам дека ќе ми биде од голема корист, тоа што ќе присуствувам на оваа летна школа, ќе ги проширам моите знаења, видици и аспекти. Чувствувам дека ми ја промени перцепцијата оваа летна школа, ми ги промени прво чувствата, значи имав некоја чувство на задршка, така како неприфаќање, неразбирање, и тоа исто беше многу клучно, бидејќи не само што ние, широката популација, ги гледаме на тој начин, видовме дека се стигматизирани од страна на институции кои постојат за да им помогнат. Јас растав во година општествена транзиција. Тој период професорот Прчковски го нарекува вакуум на морални и етички вредности.
Во еден таков период пусти или нешто што се нарекува епидемија на зависност од хероин. Во такви услови растев настекаде обкружена со шприцари по парковите, со луѓе кои изгледаат малце чудно и болно. Родителите секогаш ми викале да внимавам, да се тргам од таквите, затоа што општеството е навикнато да ги шиканира и да им врти грб на оние кои што се поинакви од нас, да ги дискриминира. Тоа мислам дека не е во ред, затоа што зависноста од други не е проблем само на зависниците од друга, туку на целокупното општество, затоа што тие сепак представуваат дел од општеството. Нивната болест е болест и на општеството. Затоа кога дознав за оваа летна школа за зависности од друга, веднаш решив да аплицирам и не зажалив, затоа што научив многу нови работи и проширив своите видокруг. Доколку сакате да учествувате на летната школа за зависности на ХОПС, ве очекуваме со вашата кратка биографија и мотивационо писмо и се гледаме во Охрид.